Од стрижењето на овците преку ткаењето до боењето на конецот и изработката на разбој. Сите овие процеси на обработка на волната се прикажани во каталогот наречен Ткаеници, изготвен од Штипскиот музеј. Каталогот е предвесник на изложбата на изработки на разбој која ќе биде отворена кон крајот на наредната недела. Елементите кои ќе се најдат на изложбата собирани се по пат на донации или откупување од сопствениците. Во овој каталог ќе биде се презентирани предмети кои што потекнуваат од почетокот на 20 век, грижливо собирани во текот на 50-60 години колку што во минатото. Овие елементи се собирани, како што реков, низ текот на годините до најмногу до 50-тите години на минатиот век, кога е било најзастапено, значи, она преминување или отстранување на елементите од народната носија со текот на модернизацијата на времето, значи самото општество доаѓа до повлекување на деловите од народната носија и она што останувало во нивните домови, тие го или го донирале во музеот или пак е набавено по пат на откуп. 70 експонати кои ќе бидат изложени го представуваат трудот на жените кои изработувале пешкири или скутини од Овчеполе, Малешевијата, Пијанечкиот крај, Лакавичкиот и Плачковичкиот крај, каде се уште живеат јуруци. Освен овие елементи, застапени се појасите, како машки, женски појаси, изработени од волна, и оние женски тенки појасчиња, така наречени дзунички, кои што се разликуваат од волнените. Тие се малку потесни, значи нивната широчина доаѓа до 4-5 см, меѓутоа пак нивната изработка е посебно, да не речем посебно уметничко дело. Потоа имаме перници или зглавници, исто така изработувани на разбој со најразновидни шари, ткаени, подигани на штичка, една посебна техника, значи, која што била застапена во ткаењето, за да се добие оној елемент на или изглед на навезено